Буквата К. Камениот саркофаг. Овој саркофаг со посмртните останки на македонскиот револуционер Гоце Делчев се наоѓа во дворот на црквата. Овој саркофаг со посмртните останки на македонскиот револуционер Гоце Делчев се наоѓа во дворот на црквата Свети Спас. Се знае речиси се, освен можеби најважното. Кој е автор на паметникот? Веќе речиси цели 7 децении откако во белиот камен саркофаг се ставени коските на Делчев, по нивното враќање од Бугарија во 1946 трае енигмата за тоа кој всушност е уметникот што го смислил и го направил ова обележје длабоко вградено во колективната меморија на целиот македонски народ. Со години траат обидите да се дознае авторството, но залудно. Она што е собрано како сознание е само претпоставка, без уверливи докази што би биле подкрепени со некои документи. Кој и од кого бил определен како автор на споменикот останува енигма, за чиј одговор нема никакви пишани документи во архивите на тогашната нова власт, дојдена по победата во Втората светска војна. Документи нема ниту во државниот архив, архивите на општините, градот Скопје, а упатените во ова претпоставуваат дека можеби се некаде надвор од Македонија, во Белград или на некое друго место. Од информациите со кои се располага, можниот автор треба да се бара меѓу еден од двајцата словенци, кои како архитекти или нешто слично во тој период, 1945 и 1946 работеле во Скопје. Наводно тогаш бил распишан јавен конкурс за изработка на камениот саркофаг на кој имало повеќе пријавени трудови. За најдобро е избрано ова решение што и се направило, но никаде нема документи од конкурсот кој се учествувал и одлуката за избор на постојаниот саркофаг. Во тој период имаше повеќе словенци што беа дојдени во Македонија за различни цели. Детално е прегледан целиот камен саркофаг, односно неговиот надворешен дел. Никаде не е оставен потпис што би можел да послужи да го идентификуваме авторот. Постојат индиции дека делото го направил некој Хрват од Далмација. Предпоставка е дека тој бил резбар кој работел во Скопје и дека од надлежните добил задолжение да го направи камениот саркофаг. Според некои сознанија, не бил скулптор, туку се занимавал со изработка на камени споменици за гробишта. Но и за вакво тврдење нема докази. Во 2006 година објавена е посебна публикација посветена на 60 годишнината од пренесувањето на моштите на Гоце Делчев во Скопје. Во неа се наведува дека саркофагот бил готов во октомври 1946 и дека е составен од блокови гранитен камен. Самата конструкција е обратно пирамидална бидејќи димензиите му растат оддолу кон горе. Трите камени столбови на кои лежи саркофагот символично ги представуваат трите разединети делови на Македонија: Вардарскиот, Пиринскиот и Егејскиот, пишува во публикацијата. Буквата К. Кисела вода. Општината Кисела вода зафаќа површина од 46,86 километри квадратни и се простира во југоисточниот дел на Скопската котлина. На територијата на општината функционираат 13 месни заедници. Центар на неговата општина е истоимената населба. Општината се намалила во Законот за територијална поделба од 2004 година на 12 април 2005 година по оформувањето на општина Аеродром, кога за прв пат била одржана седница на Советот на оваа општина. Во рамките на општината екзистираат повеќе спортски клубови кои успешно се надпреваруваат во сите македонски лиги. Во границите на општина Кисела вода постојат повеќе цркви и манастири кои се главно туристичко одредиште во овој регион. Во 1955 општина Кисела вода го опфаќала подрачјето на десната страна по средината на реката Вардар, почнувајќи од границите на општината Идадија, па се до тогашниот крај на Скопје во правец кон Драчево, вклучувајќи ги во општината и населените места Горно Лисиче и Усје.
Седиштето на Народниот одбор на општината било во Кисела Вода, Скопје. Општина Кисела Вода е една од големите индустријски зони во градот Скопје со значителен, континуиран подем во последните 5 години. Бројот на економски субјекти според стопанските гранки кои делуваат на територијата на општина Кисела Вода се 490 во хотели и ресторани. Најважни стопански гранки во општината се хемиската индустрија, транспортот и шпедицијата, градежништвото, прехранбената индустрија и производството на безалкохолни пијалоци, трговската и услужната дејност. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни.